Благодарам. Почитувани, нашата најголема обврска е да продолжиме да работиме за граѓаните. Ние немаме друг избор, освен тоа секој момент, секој миг, да го искористиме за да направиме многу повеќе за сите граѓани на оваа држава. Ние тоа го работиме искрено, честно, посветено. Прашањето кое нас не засега секој помина ден е каков проблем денес решивме, кому помогнавме, колку проекти реализиравме и што направивме за нашите граѓани. Затоа што ние сме луѓе со образ, а нашиот образ не се убави зборови, туку дадениот збор подкрепен со дела. Дела кои се реализираат, дела кои помагаат на многумина, проекти кои се реалност и идеи кои се остваруваат. Тие работи започнаа да ги носат промените кон подобро. Влеа надеж во македонскиот граѓанин, но и покажавме поинакво темпо на работа многу посилно од било кое друго во минатото. Тоа наметна нови стандарди, но и ги зголеми очекувањата, од кои ние не бегаме. Туку напротив се трудиме да ги исполниме и да направиме многу повеќе. И покажавме дека можеме. А за тоа говорат инвестициите во нови капацитети и ново отворени фабрики, кои носат работа и нова надеж. Сигурна екзистенција и плата на над 150.000 граѓани, колку што се ново вработени, односно ново отворени работни места во изминатите 9 години, и што донесе историски пат на невработеноста и историско зголемување на вработеноста од 560.000 на над 710.000 вработени во Република Македонија. Голем дел од овие луѓе се млади луѓе, кои добија шанса во животот, сигурна работа, редовна плата, известна иднина, можност за напредување. Продолживме со поддршката на стопанството, подобрување на условите во здравството и инвестициите во стручен кадар, во опрема, просторни услови, подобрување на здравствениот систем, обезбедување на достоинствен стандард на пензионерите, преку покачување на пензиите и бројни други проекти важни за овие луѓе. Грижата за социјално ранливите категории на граѓани, преку континуираното покачување на социјалната и постојана парична помош. Вложувањата во патната инфраструктура, која овозможи работа за македонските градежни компании, што представува и подкрепа на економијата. Тука е грижата за македонскиот земјоделец, кој сега знае дека може да смета на нашата поддршка, на многуте проекти кои му се на располагање, како и на субвенциите кои порано не ги добиваше. Почитувани присутни, најголемата надеж за секоја земја лежи во младите. Младите се тие кои се носителите на напредокот, на иновативноста, на новите промени. Тие се потребата на секоја нација, која ги прави промените во економијата, во бизнисот, во полето на иновациите, науката и така натаму. Како што веќе еднаш кажав, ако за владата предводена од ВМРО ДПМН новите работни места беа и ќе останат прв приоритет, сигурно во врвот на приоритетите се и младите луѓе, со голем број проекти наменети токму за нив. Ние не само што инвестираме во образованието, сакаме да отвориме нови перспективи, нови можности за сите млади. Овој пат нема да се задржувам детално на проектите за младите кои се реализираа во минатото и се од повеќе различни сфери. Но само дозволете да напоменам 4 крупни работи кои се преземаа во минатиот месец дена или месец и половина, а се исклучително значени за оваа категорија. Ветивме и остваривме 4 многу значени мерки за младите луѓе.
Прво, минатиот месец, поточно на 17 декември 2015 го објавив проектот Купи куќа за млади до 35 години и ова ветување го остваривме. Законот веќе помина во парламентот, тој проект веќе започна да се реализира и од пред 6 дена заинтересираните лица можат да аплицираат за финансиска подршка за стекнување на куќа под мощни поволни услови, какви што немало никогаш досега во Република Македонија. Ова е проект со кој директно им се помага на илјадници млади луѓе до 35 години, вклучувајќи и целата 35 година, да си обезбедат куќа под исклучително поволни услови со подршка на државата. Неповторлива можност со кој, без оглед дали се во брак или се сами, младите од земјава имаат можност преку два модела да добијат неповратни средства за да си го решат стамбеното, односно прашањето за куќа. Во оваа смисла да напоменам дека проектот ги офаќа и оние кои што имаат сега стан, а сакат да ги искористат условите за да изградат или купат куќа која ќе биде поголема од станот, може да ги користат овие услови. На почетокот на минатиот месец, поточно на 7 декември 2015 година, најавив и веќе од 1 јануари годинава започнаа да се реализираат две други значајни мерки за младите. Со цел грижа за повисок студентски стандард, обезбеден е бесплатен превоз за сите редовни студенти од државните универзитети во јавниот градски сообраќај секој ден во неделата на сите линии. Второ, покрај слободниот четврток, наменет за студентите, се отпочна со проектот Средношколска среда, со кој се обезбедија бесплатни билети за театрите, музеите, кината и бесплатен превоз на жичерницата на водно за средношколците. Минатиот месец, ветив, владата веќе ја усвои програмата и оваа година ќе биде реализирано. Студентите на трите најдобро рангирани универзитети во Република Македонија, според ранг листата на Шангајскиот универзитет, кои имаат просек повисок од 9,5, кои се пред дипломирање, владата ќе им обезбеди бесплатно патување и ќе го покрие сместувањето, храната, авионскиот превоз и се друго што влегува во еден таков аранжман на 3 дестинации за кои проценивме дека се меѓу најатрактивните за патување на младите, односно Париз, Венеција и Барселона. Ки има 2 тури годишно, од кои едната ќе биде во периодот мај-јуни, а втората во септември или најдосна на почетокот од октомври. Ова се 4 значајни проекти кои не ги ветивме, но ги реализираме. Некои од нив веќе се започнати во реализација, некои тече реализацијата, некои се усвои програмата и оваа година ќе течи реализацијата. Проекти со кои се офаќаат голем број на млади лица и од различен агол исклучително се поволни и корисни за младите. Но ние не запираме тука. Денес сакам да објавам 5 нови проекти од исклучителна корист за младите кои преходно се прецизно обмислени и имплементирани согласно утврдените рокови, односно се подготвени за имплементација согласно утврдените рокови. Првиот проект е бесплатен железнички викенд за млади до 27 години. Преку овој проект, младите до 27 години ќе имаат можност за добивање на бесплатен повратен билет со кој ќе може да го користат железничкиот сообраќај секоја прва и трета недела од месецот, во периодот на викенд, односно од петок, после 12 часот, до понеделник, до 12 часот. Со овој проект, ВМРО ДПМН им овозможува на сите млади поголема мобилност и можност да посетат многу места во Република Македонија, но истовремено и представува значителна финансиска подршка и заштита на стандардот на младите.
Ваквата мерка е практично проширување и збогатување на можноста која и досега постоеше за бесплатно патување во железничкиот патнички сообраќај во Република Македонија за млади лица до 27 години. Третиот викенд во месецот, петок, сабота и недела, кој започна во јули 2014 година. На ова се одлучивме поради исклучително позитивните резултати и големиот интерес ке младите. Од почетокот на реализацијата на проектот, односно за 6 месеци во 2014 година и 11 месеци во 2015 година, вкупно се превезени 48.758 млади до 27 години, а имајќи во обзир дека од тогаш помина околу 1,5 месец, сега се сигурно над 50.000 млади до 27 години, кои ја искористиле можноста која ја нуди проектот, со што младите заштедиле околу 17 милиони денари. Сега наместо секоја трета, ќе има можност за добивање на бесплатен повратен билет секоја прва и трета недела од месецот во периодот на викенд, односно од петок после 12 часот до понеделник до 12 часот. Затоа, владата со цел да се спроведе оваа мерка, ќе исплаќа дополнителни трансфери кон македонски железници. Предвидениот рок за почеток на реализацијата на проектот е март 2016 година. Значи за 1,5 месец од сега почнува спроведувањето на овој проект. Истовремено да напоменам дека од средината на 2014 година паралелно се реализираат и проектите Бесплатен четврток за студенти во железнички патнички сообраќај, проект 50% попуст за ученици и студенти. Вториот проект, кој што денеска го објавувам, е можноста за бесплатна обука за основни компјутерски вештини и странски јазици за млади лица до 29 години. Во насока на зголемување на конкурентноста, на пазарот на трудот, млади лица до 29 години ќе имаат можност за посета на обуки за основни познавања на компјутерски вештини и странски јазици, со што ќе им се помогне на младите за стекнување на соодветни знаења потребни за воведување во работниот процес. Овој проект предвидува секоја година, почнувајќи од март месец 2016 година, 2000 млади лица на возраст до 29 години да бидат вклучени во обуките, и тоа 1000 лица за компјутерски и исто толку за јазични вештини, изучувајќи ги светските јазици кои се најпотребни во моментот на пазарот на труд, односно англиски, германски и француски, широм територијата на Република Македонија. Ќе постојат 3 нивоа на изучување на јазиците, и тоа почетен, среден и напреден. За таа цел, кон крајот на февруари оваа година, ќе биде распишан јавен повик преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, со цел да се пријават заинтересираните кандидати, додека селекција на кандидатите ќе биде по принципот успех на студии согласно рангот на универзитетот, 35 бода, и социјалниот статус кој ќе носи до 65 бода. А за младите кои не студираат, ќе се земе во обзир само социјалниот статус, сметајќи го вкупниот приход во семејството на годишно ниво. Со оваа мерка им се помага на младите да се стекнат со вештини и знаења потребни и барани на пазарот на трудот. Покрај активните мерки за вработување, кои се нудат преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, ова ќе биде можност плюс за оваа категорија на граѓани. Значи, секоја година по 2000 лица
за 4 години, 4 годишен мандат, 8.000 лица со можност за проширување доколку се јави сериозна потреба за тоа. Благодарам. Третиот проект е наменет за студентите сместени во студентските домови. А тоа е проектот за изградба на перални и сушални во државните студентски домови. Низ нашата комуникација со студентите се судрихме со овој значаен проблем, кој ни беше посочен од нивна страна и кој можеби и целокупната јавност, кој што можеби за целокупната јавност не е толку приоритетен. Но, за над 6500 студенти, присутни во домовите, значи проблем за нивно функционирање, но и финансиски товар за нивните буџети. ВМРО ДПМН е во насока на задоволување на потребите на студентите, сместени во студентските домови во Република Македонија, и воедно зголемување на студентскиот стандард, следејќи ги најновите позитивни искуства, применувани во студентските домови во повеќе европски држави, се реши да ги опреми со нови перални и сушални сите 10 постоечки студентски домови во Република Македонија. И тоа 5 државни студентски домови во Скопје, државниот студентски дом во Битола, во Охрид, во Штип, во Прилеп и во Пробиштип. Вкупно, за сите државни студентски домови се предвидени 50 машини за перење и 50 машини за сушење, распоредени во зависност од бројот на студентите во секој од нив. Со ова, ќе се надмине еден реален и долгогодишен проблем на студентите, сместени во државните студентски домови и кои минуваа низ бројни непријатности. И практично ова ќе биде задоволување на уште едно нивно барање на студентите во студентските домови. Проектот ќе се спроведува преку Министерството за образование и наука, а почетокот на реализација ќе биде од јануари 2017 година, а до тогаш ќе се одвиваат подготвителните активности, односно процедурите за набавка на ова опрема, односно на овие машини. Да подсетам дека во насока на заштита на студентскиот стандард ќе продолжиме со реализација и на објавата за градба на 3 нови студентски домови во Македонија. 2 од нив ќе бидат изградени во Скопје и нов студентски дом ќе добие и Тетово. Четвртиот проект кој денес го објавувам е проектот за изградба на фитнес зони во 18 градови низ Република Македонија. Во насока на поддршка на спортскиот дух и промоција на спортот и спортските активности ќе бидат изградени фитнес зони во градските паркови на отворено во 18 градови во Република Македонија. И тоа во Скопје, во Гостивар, во Кочани, во Струмица, во Куманово, во Струга, во Кичево, во Јевгелија, во Маврово, во Крушево, во Берово, во Дојран, во Тетово, во Прилеп, Битола, Охрид, Ресен и Велес. Тоа е за почеток. Од овој проект ќе имаат бенефит пред се младите, но и останатите граѓани заинтересирани за овој вид на активности. Плановите се проектот да се реализира преку Агенцијата за млади и спорт во соработка со општините, за што ќе бидат издвоени одредени зони во градските јадра, каде ќе бидат поставени соодветни спортски направи за одвивање на фитнес активности. Проектот ќе започне да се реализира од октомври 2016 година, а до тогаш ќе се одвиваат подготвителните работи за набавка на справите кои што ќе бидат поставени во овие зони и кои што ќе бидат многу модерни. Петиот проект, кој денес го објавувам, е проектот за отворање на читални во Струмица, Аеродром и Велес.
Благодарам. Работејќи посветено на отворање на нови просторни капацитети, кои го помагаат процесот на студирање и образование, ВМРО ДПМН предвидува отворање на нови читални во Струмица, Велес и Аеродром. Министерството за образование и наука, кое ќе го спроведува проектот, ќе обезбеди работа на читалните секој ден од неделата, а ќе имаат капацитет од 100 до 150 места и 10 компјутери кои ќе бидат на располагање за корисниците на читалната. Се одлучивме за отворање на читална во Струмица, бидејќи тоа е град каде постојат дисперзирани студии и има 670 редовни студенти, додека пак на постдипломски студии има дополнителни 1200 студенти. Првичниот план е читалната, која ќе биде опремена со соодветна литература, да биде сместена во Центарот за култура. Отворањето на читалната во Аеродром ќе биде означена корис за студентите, учениците и постдипломците, кои потекнуваат од тоа подрачје на градот, односно живеат или гравитираат на некој начин од оваа општина или во близина на оваа општина, а кои се карактеризираат со млада популација и на тој начин ќе се придонесе кон растоварување на постоечките капацитети на читалните во град Скопје. Исто така, и градот Велес ќе добие современа читална. Тоа е град каде студираат над 600 студенти и место каде екзистираат повеќе дисперзирани студии од различни насоки. Овој проект ќе се реализира во јануари 2017 година преку Министерството за образование и наука, а до тогаш ќе течат подготвителните активности за спроведување на овој проект. Ова се 5 конкретни проекти, кои вие знаете дека ќе ги реализираме. Како што реализиравме и реализираме многу други. Како што преходно кажав, за сите проекти што ги набројав, ресорните министерства во соодветна процедура, соодветна законска процедура, ќе бидат реализирани од страна на институциите, органите и телата управувани од страна на владата предводена од ВМРО ДПМН, со почитување на сите законски прописи. Овие проекти се добро обмислени и се обезбедени сите потребни услови и ресурси за нивна реализација и од содржински и од формален аспект. Јас гледам огромен потенцијал во младите. Младите се силата и енергијата на нашето време. Младите се нашата иднина и затоа се овие проекти сите детално разработени и подготвени за спроведување. Во периодот што следи, тимови од партијата кои беа вклучени во изработка на проектите ќе ги посетат 15 различни општини широм државата. Ќе бидат присутни во Газибава, во Чаир, во Куманово, во Крила Паланка, во Радовиш, во Карпош, во Кисела Вода, во Штип, во Битова, во Кочани, Свети Николе, Центар, Делчево, Босилово и во Маврово Ростуши. На сите овие посети ќе бидат образложувани секој проект поединечно, можностите и поволностите кои се нудат. Почитувани присутни, како што еден мудар човек рекол, почетната точка на секое достигнување е желбата и посветеноста. Имајте го ова постојано на ум. Желбата и посветеноста. Слабата желба носи слаби резултати. Само мал оган создава малку топлина. Само големата желба и големата посветеност носи дела и успех. Во секој човек се наоѓа огромен потенцијал. Верувајте во својата сила и во својата мудрост. Секогаш ќе има предизвици. Секогаш ќе има препреки и несовршени услови. Но тоа не е причина за неуспех. Со секој чекор што ќе го направите, ќе бидете се посилни, постручни, со поголема самодоверба и се поуспешни. Затоа ни се потребни и овие вложувања, овие проекти,
затоа што нашиот фокус остануваат младите, решавањето на проблемите со кои тие се соочуваат. Ганди рекол, животот без принципи е брод без кормило. Ние сме верни до принципите. И вие најдобро знаете дека јас го ветувам она што сум сигурен дека може да се оствари. Може би од некои други ќе слушнете многу повеќе ветувања. Но политичарите не се добри онолку колку што можат да ветат, туку колку што можат да исполнат. Нашиот збор има тежина, која е преточена во дела. Токму во таа насока ќе биде и новата програма, чиј значителен фокус ќе бидат младите. Дела кои заеднички ќе ги оствариме. Освен она што денес го промовирав, можам да најавам дека ќе има многу нови проекти, многу решенија на проблеми, многу проекти кои што се барање на младите и одговор на нивните потреби. Она што од нас можете да очекувате е она што најдобро го правиме. Работа, работа и многу работа. Многу труд, многу енергија, резултати кои се за тебе, за твоето семејство, за твоите пријатели. Ти најдобро знаеш за времето минато, за она што сега се прави и она што сега се создава, споредено со минатото. Ја правиш разликата за која јас нема да зборувам, а која е толку очигледна и е вочлива. Македонија мора да оди напред. Времето не застанува и ние нема да го губиме на докажувања на непотребни и непродуктивни дебати. Продолжуваме да чекориме достоинствено и исправено на патот кон напредокот. Затоа што Македонија има иднина. Затоа што вие младите сте дел од таа иднина. Граѓаните се тие кои ќе го имаат последниот збор, која е најважната одредница која ќе се движи во оваа држава. Да сте живи и здрави. Благодарам.